Почитувана јавност, понеделник вечер, 20 часот, термин резервиран за подкастот ВМРО ДПМНЕ зборува Унија на жени. Вечерашната тема ќе биде предизвиците на жените во политиката. Наша вечерашна гостинка е Анета Марковска-Илиевска, членка на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ и актуелен советник во Советот на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Со Марковска-Илиевска ќе зборуваме на повеќе теми кои се однесуваат првенствено на нејзините активности во однос на делувањето на Советот на град Скопје, потоа со какви воопшто предизвици се соочуваат во работата во Советот, меѓутоа исто така ќе навлеземе и во теми кои ги засегаат жените и нивната вклученост во политиката, колку воопшто политиката е предизвик за жените, како и колку придонесуваат жените во политичкиот и воопшто во општествениот живот. Марковска-Илиевска, добро вечер и добро дојдовте во нашиот подкаст. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Доаѓате како советничка од редовите на ВМРО ДПМНЕ во Советот на град Скопје. Би сакала на почетокот малку повеќе да ни ги пренесете вашите ставови во врска со ангажманот кој што го имате во Советот. Како воопшто функционира Советот и какво е воопшто влијанието на жените во однос на поднесувањето предлози? Ви благодарам. Советот е орган во една општина или град кој е подеднакво значаен за функционирањето на градот, како и градоначалникот. Советот главно носи одлуки и иницијативи, додека градоначалникот ги реализира заедно со администрацијата и раководството на јавните претпријатија, се со цел унапредување на условите за живот на жителите. Така што соработката помеѓу градоначалникот и Советот е неминовна за да се имплементираат одлуките. Влијанието на жените и како е значајно, особено во предизвиците за конкретни потреби, каде жените можат да го насочат своето влијание, креирајќи посоодветна и унапредена урбана средина. Главно тие се иницијаторки во најсензитивните прашања за јавниот интерес, како на пример подобрување на животната средина, безбедност на улиците, на јавниот превоз, најчесто заради грижата на сопствените деца и другите деца, па и заради себе. Тие учествуваат во подобрување на условите на лицата со попреченост. Жените се најзастапени во борбата за унапредување на социјалните политики, здравството и образованието. Поттикнување на жени, предприемачи и слично, и сето ова преку иницијативи, проекти, како и едукација со кампањи за поддршка на жените. Овој период е особено значаен затоа што најмногу доаѓаат до израз проблемите кои што ги имаме ние скопјаните, а кои што првенствено се однесуваат на загадувањето. Дали и колку Советот на град Скопје подготвува проекти, иницијативи, напори да се надмине ова неповолност за животната средина и колку всушност тие се иницирани од страна на жените? На сите ни е познато дека особено град Скопје во последнава деценија е на врвот на најзагадени градови во светот и е горлив проблем на скопјани, а како резултат на загадувањето имаме се поголем број на хронично заболени лица, дури и смртни случаи. По една деценија единствено владата на ВМРО ДПМНЕ има слух со конкретен план за справување со загадениот воздух, кој премиерот во неколку наврати тоа го изјави, односно ги напомена активностите на планот. Но би сакала да споменам и неколку проекти предводени од жени кои имаат позитивно влијание врз животната средина, како на пример Собери, рециклирај, креирај, од рециклирана пластика до иновација, проект спроведен од организацијата Екосвест, кој е поддржан од Глобалниот еколошки фонд. Понатаму иницијатива Биди зелен, организација која работи на проекти за одржлив еколошки туризам, со вклучување на жените во еколошките активности.
Програмата Upshift, која вклучува средношколци, како и млади девојки да развиваат екопроекти. Организацијата Екологик, предводена од жени, која се залага за еколошко образование, почнувајќи од градинки, основни училишта, средни училишта, со цел подигнување на свеста за подобрување на животната средина. Овие, а и други активности, иницијативи покажуваат како жените активно придонесуваат за заштита на животната средина. Секако, ние како политичарки, функционерки, тука сме за секој добар проект да го поддржиме. Колку жените можат да бидат позитивен фактор за донесување политичка одлука? Жените може да бидат исклучително позитивен фактор во донесување на политички одлуки, а нивната улога е се повеќе препознаена како неопходна за создавање поинклузивни и праведни општества. Жените често имаат различни искуства и приоритети од мажите, што ги прави вреден извор на различни перспективи. Овие разлики водат до поинклузивни одлуки, кои ги земаат предвид потребите на сите делови од општеството, особено во области како што се здравството, образованието и социјалната заштита. Кога жените учествуваат во донесувањето одлуки, тие често се застапуваат за политики кои ги подобруваат правата на жените и ја намалуваат нееднаквоста. Ова има пошироки позитивни ефекти врз општеството, бидејќи еднаквоста меѓу жените и мажите е поврзана со економскиот раст и социјалната стабилност. Истражувањата покажуваат дека жените лидери често се фокусираат на политики поврзани со социјална правда, екологија и грижа за ранливите групи. Ова може да придонесе за подобрување на општата благосостојба на заедницата секако. Студиите покажуваат дека жените во политиката често се перцепираат како помалку корумпирани и повеќе ориентирани кон соработка и транспарентност. Тие придонесуваат за зајакнување на довербата на граѓаните во институциите. Жените лидери служат како инспирација за младите девојки, охрабрувајќи ги да се вклучат во политиката и јавниот живот. Ова води до создавање општества каде што идните генерации ќе имаат уште поголема рамноправност. На наше задоволство. Секако. Како советничка во град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН и во вечерашниот подкаст не би можеле да го одбегнеме прашањето кое што е актуелно, а се однесува на функционирањето на Советот на град Скопје, односно односот, релацијата која што постои градоначалник Совет. Како советничка во град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН и во овој подкаст не можеме да го одбегнеме прашањето како ја цените актуелната состојба во Советот, односно како го цените односот градоначалник Совет на град Скопје, што е она што сметате дека не е направено, а можеше да биде направено од страна на градоначалничката? Така, состојбата во градот Скопје и во јавните предпријатија е загрижувачка, а тоа го чувствуваат жителите во секојдневното функционирање, почнувајќи од јавниот превоз, нехигиената, загадениот воздух, агресивните кучиња, скитници, булеварите со дупки и други секојдневни проблеми. Тековната работа на градот и предпријатијата стана приоритет на советниците и барање начин како да се намали хаосот. Наместо да се занимаваме со развојни програми и унапредување на истите, ние ја молиме градоначалничката да решава тековни одржувања. До таму сме се сведени. Полни 6 месеци сум актуелен член на Советот на град Скопје и слободно ќе кажам дека нема никаква соработка помеѓу градоначалничката и членовите на Советот, барем за нашата советничка група ќе кажам, ниту присуствува на седници посветени на советнички прашања, ниту ни одговара во писмена форма, ниту па интересираат проблемите и предизвиците на жителите на град Скопје, кои ни се обраќаат како избрани советници од народот. Лично сметам дека градоначалничката ја води суетата, ароганцијата, некои интереси за која само таа точно ги знае. Но борбата за Скопје продолжува, почисто и урбано Скопје во надеж
со новото раководство во градот кое ќе се промени годинава. Ова дискусија би ја завршиле и со уште едно прашање дополнително која се однесува конкретно на вас, но и на сите жени кои се занимаваат со политика. Каков предизвик за вас е советничката улога во градот Скопје? Советничката улога во една општина, особено во градот Скопје, е предизвик со повеќе димензии поради сложеноста на проблемите, динамичниот урбан развој и различните очекувања на граѓаните. Скопје е дом на многу различни заедници, различни култури, економски статуси и приоритети. Советникот треба да ги земе предвид сите овие разлики и да предложи решенија што ќе бидат инклузивни и праведни. Скопје се соочува со предизвици како урбан хаос, сообраќаен метеж, загадување и несоодветно планирање за жал. Советникот треба да балансира помеѓу интересите на инвеститорите, граѓаните и одржливиот развој. Дури и најдобрите идеи бараат соодветно финансирање. Советниците често се соочуваат со ограничен буџет, а треба да одредат приоритети кои ќе донесат најголема корист за граѓаните. Граѓаните бараат транспарентност во донесување на одлуките и редовна отчетност. Советникот треба да биде достапен за граѓаните, да ги слуша нивните проблеми и да дава јасни објаснувања на своите одлуки. Советниците мора да соработуваат со градоначалникот, општинската администрација и централната власт за да се имплементираат проектите. Ова бара дипломатски вештини и способност за градење сојузи. Советникот треба да биде активен и на терен, па и на социјалните мрежи, за да може граѓаните да слушнат и да видат што тие работат. Да се биде советник во Скопје е позиција што бара визија, лидерство и способност за решавање на комплексни проблеми. Успехот зависи од посветеност кон јавниот интерес и можноста да се спроведат конкретни одржливи промени. Па во овој контекст би потсетила и на добро познатата изрека на челичната дама Маргарет Тачер, која вели секоја жена која ги разбира проблемите во домот ќе биде поблиску до разбирање на проблемите при управување на една држава. Одлично кажано, Марковска Илиевска, ви благодарам за вечерашното гостување во нашиот подкаст. А вам, почитувани гледачи, ви закажувам нов подкаст следниот понеделник, 20 часот, со нова гостинка и со нова тема со која ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание. Убава вечер, почитувани.